Здраво, пријатели, добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема, вчера зборувавме за темата со покачување на килажа, а денеска ќе зборувам за темата одржување на килажа после намалење на килажа, затоа што многу луѓе страдаат по ова прашање и многу луѓе можеби ќе најдат краткорочна стратегија за да направат некаков помак и да се помрдат можеби од таа мртва точка и од точката која што не можат да се гледаат во огледало и да ја гледаат вагата, и ќе ги понесе ентузијазам и ќе направат резултат, но подоцна ќе се сруши се во вода и ќе се вратат назад и повторно ќе можеби изгубат самодоверба и така натаму. И затоа решив да позборувам за неколку работи кои што по мене можеби се најважни да ги практикувате доколку сакате да ја оддржите килажата, ако веќе ја сакате онаа килажа со која што можеби се среќавате у моментов или што ќе ја сретнете после одредено време. Прва и основна работа што јас би ја кажал денес е доволниот сон и одморот, односно вечерно спиење. Можеби ви звучи чудно што прво ова го кажувам, но во секој случај недоволното спиење, имам зборувано и во неколку наврати порано, е голем проблем и недоволното спиење знае да направи дополнително лачење на еден хормон кој што се вика грелин, и тој хормон практично е хормон познат како сигналниот механизам на телото кој што ви прави алчност кон храна, да сакате да изедете голема количина, да сакате да изедете junk food, благо, грицки и така натаму, а од друга страна се намалува лачењето на хормонот лептин, кој што всушност го контролира чувството на глад и ја дава ситоста на еден начин и е сигнален механизам дека вие сте сити. И тука настанува основен проблем. Втора работа која што исто така би ја ставил е ненаградувањето за вашите добри постапки. Што значи ова? Многу луѓе кога можеби 4-5 дена ќе бидат со добри навики, ќе направат 4-5 дневен континуитет во добра исхрана, редовност на оброци, пиење доволно вода и така натаму, знаат после тие неколку дена да се наградат со 1 или 2 дена кои што се катастрофално лоши со исхраната и со нивните навики, што фрла во вода се што се направило во овие претходни 4-5 дена. И мој совет до сите оние кои што сте можеби на сам почеток на вашиот процес на намалување на килограми или сте на сам почеток од постигнувањето на вашата конечна цел да намалите 10, 15 или 20 килограми, мој совет е да издржите барем уште 3 месеци, да не направите никаква грешка или ако правите некаква грешка, тоа да биде сведена на кратки периоди во денот, односно само на еден оброк во една недела. Затоа што многу е лесно да ги вратите назад навиките и многу е лесно да со само 2 дена го упропастите сето она што сте го правеле можеби недела дена и тоа да ви донесе едноставно разочарување, да си кажете па нема веза, еве ништо не функционира, еднаш се живее, дај да се вратам пак и да почнам да се јадам као порано. Трета работа е вежбање со тежини. Вежбањето со тежини за оние луѓе кои што намалиле килажа ќе им помогне да вратат одреден процент на мускулна маса и да покачат килажа во мускулна маса, што драстично ќе ја зголеми потрошувачката во метаболизмот и ќе придонесе да се намали ризикот од враќање на килограми, затоа што при секој процес на слабење, сакале ви или не икеле, особено ако не сте физички активни, се губи голем процент и на мускулна маса, што придонесува да кога ќе си ја постигнете целта на вага и кога ќе видите посакуваната бројка на вага со килажата, да едноставно вашиот метаболизам не е оптимизиран до тоа ниво да има голема потрошувачка на калории. И затоа мускулната маса е многу важна во овој процес, од причина што мускулот како ткиво троши многу повеќе калории од мастите, но ако немате и масти и немате и мускул, тоа ќе значи повторно поголема тенденција и ризик да вратите килограми. Затоа вметнете вежбање со тежини, не значи тоа да бодибилдерски се однесувате, туку значи да можеби во текот на денот, во текот на неделата, 2-3 пати можеби е најоптимално да практикувате вежби со тежини, па макар да си тоа сопствените тежини, затоа што и тие некојаш знаат да бидат предизвик. Четврта работа би ставил континуитет.
затоа што каква да ја имате и најдобрата диета, да го имате и најдобриот производ, да го имате и најдобриот тренер, пак на крај на денот се сведува на ваша лична одговорност и на ваш континуитет на практикување на тие навики кои што вие сте ги одбрале. И затоа континуитетот барем од 6 до 12 месеци практикувајќи одредени навики веќе ќе ви створи да и го навикнете телото, и да се навикнете самите себе и тоа да ви стане начин на живот и на долг рок никогаш да не дозволите да се соочувате повторно со истиот проблем вишок на килограми. И исто она што јас би го додал за крај е да секој од вас побара едноставно заедница на луѓе со слични цели и проблеми, односно да побарате поддршка, а тоа значи да се вклучите во одредени групи, па и на социјални медиуми, денеска тоа може да го направите, на одредени групи на луѓе кои што може би исто имаат цел да намалат килограми. Имате денески групи за поддршка кај што луѓе реално се собираат на одредени локации и може би се мераат, зборуваат на одредени теми, и доколку некој од вас сака тоа да го направи, слободно и нека ми искомуницира. Ќе му дадам насоки како може тоа да го направи, и дополнително може, ако сте во Скопје стационирани, може да ни се приклучите во Fit Kafana проект кој што е тотално бесплатно и може да на некој од вас му помогне да си оствари поедноставно и полесно целта, односно да биде дел од група. И тие се некои работи кои што по мене се клучни доколку некој од вас веќе влегол во процес на намалување килограми, или уште подобро ако си ја постигнал целта и како никогаш повеќе да не се врати на тоа што некогаш бил и од тоа што бегал. Така да доколку имате било какви коментари да додадете во врска со оваа тема, да може би споделите некои позитивни искуства, слободно пишете во коментар. Ако па дополнително имате некои прашања, користете го хаштагот AskJosif или искомуницирайте ме во приватна порака и тука сум да ве обработуваме различни теми и да ви споделувам и да ви давам вредност од нешто што јас сум го минал, од нешто што моментално е моje искуство и работам секојдневно со луѓе и да ви пренесувам некое знаење. Така да, дечки, фала ви за вниманието. Тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!